Неполни 400.000 денари за Макфест од Министерството за култура е понижувачки, деградирачки за манифестација со најголема традиција во државата. Трошките што ги добивме од државниот буџет не ги сакаме и ќе им ги вратиме, категоричен е штипскиот градоначалник. Ваквите бурни реакции следат откако Министерството ја објави годишната програма на проекти кои ќе се финансираат со државни пари. Со овие срамни средства се понижуваат граѓаните на општина Штип, истите ние ќе ги вратиме и целосно ќе го isfinansirаме од буџетот на општина Штип фестивалот во висина од 6 милиони денари. Од Министерството објаснуваат дека општина Штипи не мора да го склучи договорот, а буџетот е мал бидејќи годинава фестивалот ќе нема полно оркестарски капацитет. Проектот е бодуван во трета категорија. Во општинскиот буџет се предвидени 4,5 милиони денари. Со ребаланс ќе се обезбедат преостанатите. Но ова нема да значи и кратење од парите наменети за инфраструктурни проекти, објаснува Јорданов. Според него, денешното решение само ја потврдува тезата дека градот плаќа пенали поради тоа што во Штип ја изгубија власта. Штипјани се ограничени со државни средства и ресурси затоа што е прекинато финансирањето на изградбата на клиничката болница во Штип. Универзитетот Гоце Делчев исто така има намалено финансирање од државата. Во последно време гледаме дека проектите кои што се финансирани од централната власт, а се наменети за Штип, се ограничуваат со финансиски средства. Фестивалот што важеше за единствен промотор на македонската музика надвор од државата години наназад е на стаклени нозе. Во 2009-та по смената на спонзорот, фестивалот го презеде општината, а дел од средствата во просек по 2 милиони денари се обезбедуваат преку Министерството за култура. Во јавноста не стивнуваат реакциите околу годинашната национална програма. Уметниците реагираат дека парите се делат селективно, а не според квалитет. Годинава нема пари ниту за фестивалот во Ландово.